продолжение ќе одиме со неколку информации поврзани со DAF производите, DAF дезодорант за целото тело, кој што даваат свежина и нега за целото наше тело, а не само под пазувите. Дали знаевте дека само 1% од потта на вашето тело доаѓа од под пазувите? Поголемиот дел доаѓа од области за кои ретко размислуваме, области каде што мирисот, влагата, триењето всушност се случуваат најмногу, како што се внатришните бутови, подградите, грбот, стомачните набори, па дури и интимните области. Затоа DAF создаде дезодоранс направен за целото тело, а не само за подпазувите. Затоа во продолжение ќе одиме со само една реклама за новиот производ на DAF дезодоранс за целото тело. Мириса прекрасна секаде. Од тука до таму и дури таму. Новиот DAF дезодорант за цело тело, дерматолошки тестиран. Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Маријана Танушевска, доктор по општа медицина, Марија Павлеска, јанкулоска, едукатор и организатор на читачки работилници за деца, и актерката Изабела Јакимова. Останете со нас до 11 часот. Така, станете со нас седе 11 часот. Во овој дел од емисијата ги пречекуваме и нашите гостинки. Ги видовте и во најавата, но да си ја поздравам и Милена, иако си се видовме ние во студиото, уште еднаш официјално. Добро утро. Добро утро, Бисерче, за тебе и за нашите гледачи, кои што верувам дека ќе останат со нас до самиот крај, затоа што имаме 3 прекрасни дами, една женска екипа денеска. Верувам дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што се со Канал 5 и масата ни е доста така богата, шарена. Јас како мајка на 2 кирки, некако повеќе веќе им се радувам на книгите за деца отколку за возрастни, така што веднаш почнав тука да гледам што и како е, бидејќи многу интересни илустрации, ја верувам дека и текстовите се многу убави. Да, ама почекај, за кирките ќе има и представи да слушнаш. Верувам. Има и педиатриски совети. И совети за здравието. Денеска некако емисијата ќе биде повеќе поврзана со децата и доброто за нашите најмили. Да, но и ние возрастните, Милена, ќе научиме многу пораки кои што и децата сами ни ги праќаат, тоа ќе ни ги кажат и нашите соговорнички кои што работат со деца и ќе слушнаме од сите вас совети и како родители, баби, дедовци, тетки, сите оние кои што учествуваат во воспитувањето, образованието и здравието за децата. Да ги поздравиме, Милена, нашите гостинки, како што каже ти, женско друштво, Изабела, во наводници сум напишала Пан, Изабела Пан Јакимова, авторка, продуцентка, актерка, едукаторка и аниматор која што работи со деца, многу титули, меѓутоа она Пан ми е многу убаво, Изабела Пан, барам така те знаат и дечињата. Добре ни дојде. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Така, и ние често се гледаме со тебе кога се театарските представи во прашање, особено театар за тебе, кој што годинава одбележува 3 години. Ќе спомнеме во текот на емисијата како ќе го одбележите и сите оние представи кои што ги имавте изминативе 3 години. Веднаш до вас е доктор Маријана Танушевска, доктор по општа медицина, меѓутоа на специализација по педиатрија за прв пат во Здраво Македонија. Добре дојдовте. Благодарам, добро ве најдов. Така, и од вас ќе слушнаме совети, особено за овој период од годината, летниот период, се подготвуваме за патување заедно со децата, да слушнаме доктор какви препораки ќе ни даде. Да, ето така. И Марија Павлеска Јанкулоска, едукатор и организатор на читачки работилници, но и основач на Инстаграм профилот Мама ми чита. Многу интересен наслов има овој Инстаграм профил. Во овој летен период често родителите бараат занимација за децата, особено оние кои што се распуштени или кои што се во училиштата, па треба да одморат, иако имаат задачи да читаат книги од страна на училиштата, да решаваат задачи и така натаму, меѓутоа треба и да се рекреираат, но и да имаат работилници преку кои ќе научат нешто. Да слушнаме, Марија, од вас за какви работилници станува збор. Во месец јуни, ева го и кај мене, кај Милена го има оној пасош, читачки пасош, летна читачко-креативна авантура за деца. Тоа е во склоп на оние работилници кои што ги организирате и вие, а имате поддршка од општина Карпаш. Така. За какви работилници станува збор?
Оваа програма ја нудиме за прв пат и се состои од 10 читачки работилници наменети за деца од 4 до 12 години. Да понудиме една програма кога баш децата се на распуст, да читаат книги на еден забавен начин. Да не биде само тие задолжителни лектири што се за тие што се во училиште, но и сликовници кои што дел се тука со нас. Имаме вкупно 10 работилници. Денес во 18 часот е веќе четвртата поред. Започнавме на 16 јуни, а ќе трае се до 16 јули. Домаќин на овие работилници е библиотека Другарче, една од најстарите библиотеки која што започнала всушност само како детска библиотека. Меѓутоа незината дејност се менува и моментално е библиотека и за сите возрасти, за сите жанрови на литература. Работилниците се почнавме со утринска и попладневна работилница, меѓутоа спрема временските услови и она што родителите можат да ги носат дечињата, ќе бидеме во преостанатите 6 работилници попладне од 18 часот, па ги покануваме да ни се придружат. Темите на работилниците се најразлични, од еколошки теми, од другарство и пријателство, за работилница за пчелите, колку тие се важни, и така, голем број на теми, многу убави нови сликовници и читање кое што е проследено и со секогаш со креативна активност. Да, еве Милена ги покажува во моментов сликовниците. А сега е кој сакаш да бидеш? Ми изгледа интересно, не успеав да разгледам. Тоа е за поголемите дечиња, Ова е за поголемите. Ова ми остави впечаток, бидејќи во Собовски, веројатно, да, тоа сакав да кажам дека е малку поразлично од она што го видов друго тука и сакав малку повеќе околу ова да ни кажете. Така, Собовки е првата нема сликовница што имаме од македонски автори, на Оливера Ќорверзировска идејата, а илустрации на Наталија Лукомска. Се промовираше некаде пред сајмот на книга, мислам дека беше во април. Во светот овие сликовници се голем тренд. Затоа што децата не мора да читаат, иако треба да читаат, туку преку овие илустрации самите си раскажуваат приказни. Така што секој отварање на книгата не постои иста, туку е нова приказната. Тука се интересни мотивите, бидејќи се извлечени како од го имаме и Трпе од нашата литература до Малиот принц, Седумте џуџиња и многу други ликови. Син ми, бидејќи не ги читаме класичните сликовници, за Црвенкапа мислам дека не ја знае уште. Така што за него е тоа момент да ги внесеме, сега кога има 5 години, и да почнеме со тие сликовници. Има многу инспирација како да се оживее една сликовница, а немите сликовници се еден добар почеток за тоа. Така, да, сега барам децата имаат голем избор на книги. Црвенкапа имаше во наше време толку, уште 2-3 беа. Црвенкапа, Снежана, Заспаната убавица, Пепелашка, Трите прасиња, Волкот и 7 јариња, ама јас на децата мои уште ги раскажувам тие. Има многу убави нови приказни книги, ама мене тие толку ми суваа, мислам дека уште многу години, уште 100-200 години ќе се раскажуваат, некако се безвременски или како да кажам, нели? Да, безвременски, меѓутоа моментално имаме и други приказни кои се плаши од Црвенкапа, мене ми е многу поомилена приказна, затоа што таму мајката на еден игрив, внимателен начин го подготвува своето дете, малиот волк, како да се снајде во шумата. Во Црвенкапа тој момент недостасува, па мора да го разговараме за детето како да биде внимателно по патот. А тука мајката буквално го спрема како да се однесува кога види Црвенкапа или кој да е дете, како со ловецот, како со бабата и како да ги всушност да ги избегне сите нив за да остане безбедно во шумата. Да, има многу, може да се некои дечиња знаат и некои 2-3 приказни да ги измешаат една во друга, да се почне со Црвенкапа, завршуваме со Заспаната убавица, така да имагинацијата на децата е навистина голема и така треба да биде. Така, да споменаме само за работилниците, спомена дека денеска има работилница во библиотеката Другарче или кинотека на Македонија позната во Карпош, во истиот објект, така.
Кои дечиња, како да ги пријават родителите децата? Пријавите одат преку мојот профил Мама ми чита на Инстаграм. Добро. Меѓутоа може и директно со повик до библиотека другарче да се направи резервација на место, затоа што интересот е навистина голем. Така. Од 20 до 30 дечиња ни доаѓаат на една работилница. Исто да напоменам дека ова се бесплатни работилници. Родителите немаат никаков финансиски товар, а воедно и книгите кои што ние ги работиме на тие работилници беа донирани во библиотеката, па можат и да си ги позајмат веднаш по работилница и да продолжат дома со читање на истите. Супер, одлично, убаво за децата. И може мислам и да се зачленат во библиотеката другач, да значи, искористат таа прилика. Да, се зголеми интересот за зачленување, но и бројот на позајмени книги, затоа што кога веќе сме во библиотека, ќе разгледаме повеќе и ќе се инспирираме. Така. Кога веќе сме кај дечињата, се подготвуваме и да одиме на летување, докторке, заедно со децата подбираме дали ќе биде тоа море, езеро, планина. Многу прашања се поставуваат, особено оние таза, да кажеме, родителите. Кога треба да се однесат децата на одмор, дали доколку се мали, ако се бебиња се уште смее ли да бидат изложени на сонце. Многу дилеми имаат околу патувањето. Ајде да започнеме од тоа, од која годишна возраст или од колку месеци може да се носи бебе на плажа, на планина, на езеро, каде е најдобро за целото семејство? Да, тоа е нов момент во семејството, каде што сите сакаат да поминат заедно со новото малечко што дошло на овој свет. Меѓутоа, тука има еден момент што може би најдобро е некоја 6-месечна возраст, првично, каде што може да се отиде на некое патување и тоа да биде некоја дестинација што е многу поблиска до градот на живење, нели? Да не е некоја преголема дестинација каде што ќе можат при најмал здравствен проблем да се јават и да бидат згрижени. За разлика има семејства што имаат комбинирани дечиња, некој е доенче, некој е 2-3 годишно поголемо детенце, тука е дилемата тогаш. Меѓутоа сепак се дава предност на најмалите, бидејќи тие се најранливи и секогаш треба да биде одлуката доколку има сепак помочлен во семејството, тоа дестинација да е блиску до местото на живење. Секако се дозволува планина, море, езеро, река, било кое место. Меѓутоа, секогаш да се носи некоја прва помош, со нас да се земат родителите. Тоа во прва линија вклучува антипиретико, дали е тоа ибупрофен, парацетамол, понатаму антихистаминик, нели затоа што може да бидат изложени на алергиски реакции, електролити, со нив секако орална рехидратација која што треба да ја спроведат бидејќи во летниот период се чести стомачните вируси. И секако редовна терапија, доколку децата имаат некоја хронична терапија што си ја користат, секако таа мора да биде понесена со родителите. Во однос на патувањето со авиони, нели, кај дечињата, секое родено детенце кое е на време родено, од 3 до 5 месечна возраст може да го направи своето прво патување со авион, при тоа при самото полетување да се внимава да има цуцла лажливка со себе, за да се спречи тој притисок што се создава во ушите. Меѓутоа, ако може да почека патувањето, ако се случува со автомобил, исто така треба да се прават чести паузи, за да може детенцето, најбитно е да се нахрани на секој 2 до 3 часа, доколку се работи за доенче, за мало детенце. Тоа е еден битен момент што родителите треба да го запамтат, да прават чести паузи при патување со автомобил, со цел да биде нахрането доенчето. Така, верувам и Милена има многу прашања, има Јас две деца. си ги навраќам годините си ги мотам низ глава, моите се пораснати веќе скоро 9 и 4 години е второто, ама се сеќавам на првиот и вториот одмор по старата Кирка. Бевме со автомобил, да, ама првиот одмор таа спиеше цел пат. Јас мислам, немавме потреба да застанеме. Сега кога кажавте чисти застанувања, нели, и паузи, кај нас немаше потреба. Детето си се најаде пред да тргнеме, си спиеше цел пат. Дури не ми се веруваше, бидејќи знам дека многу луѓе имаат проблем, нели? Да. Ке заплаче, па топло му е, па не знам. Да. И така натаму ние имавме многу среќа во тој поглед, ама за жал немавме среќа во однос на болки во уво. Знам дека често знаат дечињата и болки во уво да
пројават. Симптоми, да. Симптомите Што да направат тогаш, бидејќи уво не да. можеме ние да го провериме, ајде да е грло, можеме ние да дзирнеме нешто од прилика, ама уво си треба посебен апарат. Не можеме ние да го направиме Да, тој да, преглед. да. Зависи сепак од возраста на детенцето. Ако се работи за новороденче и доенче, тоа не може да каже дека го болувато. Најчеста клиничка слика кај тие дечиња се вознемирени, се будат од сон во текот на патувањето, знаат да нели таа вознемиреност е проследена со плач и секако веднаш се создава паника кај родителите и се јавуваат во првата амбуланта. На тој физикален преглед се прегледуваат и ушињата од страна на педијатарот, каде што ќе не насочи, ќе не посомнева дека се работи за можна инфекција на ушињата кај дечињата. Доколку се работи за поголемо детенце што знае, што има развиено говор, што може да ја изрази болката, во тој случај ќе самото ќе кажеме боли увцето или ќе се држи со едното раче кај болното увце. Но проблем е кај помалите дечиња. Една од диференцијално диагностичките методи, кога ќе имаме физикален статус кај детенцето, се посомневаме за воспаление на увцето и се упатува нели специјалист оториноларинголог, каде што ќе го направи потребниот преглед со отоскоп. Ние и во амбуланта исто така можеме како педиатри да наш помошен отоскоп, меѓутоа тие специјалисти ќе дадат соодветна терапија за степенот на инфламација што се јавува кај детенцето. Така. Во прв момент во топло, јас барем тоа го знам дека топло ако се стави на увото помага, дали е тоа Па има точно? соодветни капки подобро да стават, да се заштити главчето со капче да се покрие. Тоа се основни првични. Додека не се замине нели на лекар за понатаму да се знае. За понатамошен трепан. Дали ќе треба антибиотска терапија и така натаму, да. Така, добро. Но затоа тука постојат и многу интересни работи за децата, да не зборуваме нели само дека има здравствени проблеми, иако тоа е реалноста и добре да бидеме подготвени нели како родители со таа патна аптека цела. По колку? По 3 кутии носиме, сигурно. Она што, Изабела, сакам тебе да те прашам, што е она што ти е најубаво со децата? Не знам, прашањата кои што ги поставуваат, реакциите, па има смеење, има плачење, има се со децата. Точно, но не се споредува нивното плачење и сите нивни реакции што ги гледаме додека работиме со нив не се ни споредуваат со работата со возрастни и зашто секогаш ја избирам јас работата со деца затоа што стресот за мене таму е многу намален. Така. Најголем проблем најчесто на роден ден ми е да се разберам со некој детенце да не ми чепка во куфарот. Леле, можам да замислам колку е тешко тоа. Па, ме разбирате, не е тоа некој дури е смешно и интересно да го гледаш од страна. Зошто ја избирам оваа работа? Затоа што со нив се чувствувам како да се подмладев, искрено. И така изгледаш. Да, како некако Изгледаш млада вака, да, доста млада и млада си. сум, ама некако така уште сум и јас дете со нив. Така, Во тој еден час што го поминувам со нив и јас се забавувам. Не е дека ги правам површински работите, па како ајде сега деца малце да ги занимавам. Јас заедно со нив ги играм игрите, заедно со нив сум во приказната 100% и тоа никако и мене ми помага во мојот приватен живот, на психолошко ниво, на физичко ниво, на секакво ниво. Верувам. Така да мислам дека таа конекција и таа енергија што ја разменуваме е взаемна и дека они се забавуваат, учат од нас, но истото го правиме и ние од нив. Еве некоја интересна ситуација да ни објасниш покрај тоа што сакаат да чепкаат во куфарот да видат што е. А јас сум Нешто интересно? единица. Аха. Немам браќа и сестри и тоа значи дека не сакам да ми чепка. Да, да, да. Најлошите сум, разбираш како. Имавме една представа новогодишна, Рудолф Елф, тоа ни е една од најиграните новогодишни представи, каде што главниот момент во представата е дека елката не е накитана. И целата представа е околу тоа, елката не е накитана, мораме да ја накитиме, Дедо Мраз нема да ги достави подаруците и така натаму. Ја играме во една фирма каде што просторот е волкав. И тука сме ние, елката, вака, се е тука. Интересно е играме и децава се внесуваат во приказната. Јас и колегата кажуваме елката не е накитана, мора да најдеме лампиони. Излегуваме, ама тоа беше буквално 20 секунди. Ние се вративме, елката беше накитана. Ја накитиле. Децата ја накитиле елката за ние да не се...
И вака стоиме со колегата и они викаат Рудолф, Елф, ние ви ја накидевме елката за да ве спасиме. Срциња. Ама тоа е убаво. Нели ја Да, Ама сценариото се сменило Нема целосно. кај да оди представата, треба да ја завршиме, треба да излезат сите и да се поклониме. И вака се гледаме со колегата и го гледам колегата, вака се поти, ме гледа. И јас им викам, ви благодарам, супер, многу добро од ваша страна, ама ова не се магични за лампиони. Аха. Ај сега да откитите. Сега мора да откитиме. Па и многу такви ситуации сме имале со качување деца на сцена, на една изведба требаше обезбедување да дојде за да ги тргне од лошиот гавран. Колегата после таа изведба рече аз веќе не ја играм ова представа. Не е на репертоар веќе. Не, ја играме, тоа е супер вселенко роденденската торта. Ама пред да излезе гаврана, децата многу се поврзуваат со претходните два лика и тој излегува им ги краде тортите. И на една изведба родителите не можеа да ги задржат, му нагрнаа вака 40 деца, почнаа да го тегнат за костим, капата да му ја вадат, клунот, да не ги украдат тортите и мораше да дојде обезбедување да ги двои. Значи се чувствуваат децата со представите. И тие се статисти во целата таа. Ама верувајте ми дека таа представа играна околу 300 изведби има за себе. И секогаш кога актерите, јас играм во истата, тргнувам и од себе, кога и јас не сум 100% внатре и не се забавувам, не го има истиот фидбек. Затоа што децата го чувствуваат тоа, колку се актерите внатре, колку веруваат актерите во приказната. И малку ако дојдам со некој проблем од дома, не ми работи машината за перење, па повеќе сум таму него овде, да. Тие тоа го чувствуваат и например сме имале изведба каде што не реагирале така на гаврана. Ја гледале, ја прателе представата, се е поминало окей, ама Значи тие чувствуваат енергија. апсолутно, многу ја чувствуваат енергијата. И во самите представи имат интеракција со децата. Нели барате помошник на сцена. Ајде кои деца ќе дојдат со нас. Па кое дете јадало, кое пиело. Постојано имате интеракција да ги држите будни, да кажем, Така. или сконцентрирани да изгледаат представата. Да, но и таму има многу голямо влијание со каква енергија им пристапуваш. И мислам дека нешто што тие многу чувствуваат е исто како кутрињата. Кутрињата не сакаат лоши луѓе. И јас затоа секогаш на луѓето што работат со мене, прво нешто што им имам кажано пред да дојдат во нашиот театар е дека пред да бидеш добар глумец мора да бидеш добар човек, затоа што децата чувствуваат ако имаш задни намери и не сакаат ништо. Не сакаат да партиципираат во тоа што им го нудиш. Тебе ти успева ли да ги процениш тие идни актери, дали се навистина добри луѓе или оставаш децата да проценат? Па ако помина добро представата ќе ве стане. Ќе пушти едно куче и ќе види кучето како ќе реагира. Ги имам проценато, сум на почетокот имам пуштано представа во да видиме како ќе помине со сосема нова екипа. Текстот беше еден од најдобрите можеби текстови што ги го имал нашиот театар, но просто немаше размена на енергија со децата и представата не се игра повеќе. Така. Беше одличен текст, еден од најдобрите текстови според мене во нашиот театар. Беше нов тим, нови луѓе. Не мислам дека тие биле лоши луѓе, да не се сватиме погрешно, само мислам дека неискуството во работа со деца и тоа што на многу наши колеги тоа им е далечна тема. Детски театар им е како Да, има и луѓе кои што нели не се толку врзани како Да. ти и твоите колеги кои што сте сега таму, веројатно е нормално, не знам, не може сите за се да ги Апсолутно. за исти работи да ги бива, така што тие ќе си се пронедат во некои други представи и така. тоа е исто како мене да ме тераш да работам во механичарски сервис. Мислам нешто кога не иде, не иде, така. тоа е сосема во ред. Така. Нема љутиш. Еве каде кидаме Милена во сабота, на роденденската забава, исто и вие секако, но и нашите гледачи, слават 3 27. години. Да, Така 3 е. години. 3 години, така. 3 години Да. театар Браво, за честитки. тебе. Благодарам. Тоа се 3 години многу представи, многу спомени кои што ги имате заедно со децата, ќе ги поканиме бидејќи отворена рековме поканата за сите посетители. 27. Роденденот е од отворен карактер, може да дојде кој сака. Возрасен. Овој пат правиме нешто за Без деца. Да, возрастната публика. Настанот почнува во 20 часот, ќе биде во отворениот простор на јавна соба. Ќе има добра музика, ќе има винце добро од македонска винарија. Тоа е винаријата Душа. И дрес код малку драматичен. Малку драматично.
Малку добро, са тоа е малку индивидуално за некој што е драматично, за некој не е од прилика да ни ќе ни објасниш после што треба да облечеме. Па идејата е само да не дојдеме еве во тренерки. Така. Да речеме. Да, Нормално на таков настан како не ни доликува, сепак е роден ден, нешто што се одбележува 3 години постоење, така што треба луѓето малку да се потрудат. Може. Одлично. Благодариме за поканата. Марија, не знам дали ќе се согласите со мене, бидејќи многу луѓе вика со телефоните, со таблетите, па веќе никој нема да чита книги. А јас баш мислам дека е напротив. И ке возрастните и ке децата. Јас гледам дека постојано излегуваат и нови детски книги и дека децата сакаат да читаат, што ми е многу драго. Дали го имате и вие истиот впечаток како мене или? Да, јако делам истиот впечаток, меѓутоа јас тоа и работаме во изминативе 2 години, а тоа е промоција на детски сликовници од современи автори, нови дела, а водам и неколку читачки клубови. Започнав со читачки клуб за возрастни, каде што не очекував дека ќе бидеме повеќе од 15 на... Генерално сме и мајки, затоа што преку тој пример, ние како родител, ако читаме книга, и детето дома ќе го забележи тоа и ќе има интерес. Сега сме скоро 2 години подоцна, скоро и 60 внатре членови на клубот. Започнавме и втор клуб за возрастни кој што се вика Планета Надеж, но читачки клубови за деца и родители, проект што го започнав како иницијатива минатиот октомври. Во библиотека беше нешто што и мене ме воодушеви и ме изненади од интересот да доаѓаат од 2 години дечиња, па се до 10, мислам така, до 11 години, но доаѓаат со мајка, татко, па дури 20 родители, со бабини доаѓаат, дури ми доаѓаат и бебенца што буквално и проодуваат тука, затоа што сакаат да дојдат, убава е атмосферата. Но тоа е сепак тој круг јас што го знам, што навистина чита, што се интересира за книги и што е отворен за препораки и за разговор за книгите. Затоа што една книга не е доволно да ја прочитаме. Како со детенцето, така и ние како возрастни мора да разговараме какви се тие книги, какви пораки пренесуваме и колку ни се важни. Еве, баш вчера имав дури 3 пораки на иста тема, една горлива тема, а тоа е врсничкото насилство. Што дечињата буквално од градинка до средно школо го чувствуваат и се бараат препораки најмногу за таа тема. И добро е затоа што имаме сликовници. Ја имаме денеска ти нема да играш, што е кога ново девојче доаѓа во клас и станува шефица, ги кажува правилата и исклучува дечиња и многу деца се препознаваат во таа приказна. Во таа приказна недостасува моментот да се извести родителот и да се извести наставникот. Но токму тука е важноста на сликовницата, ние како родител тоа да го разговараме. Дали тој лик требало да каже на мајката, на таткото, на учителката што му се случува во училиште. Тука другарите се тие што ќе спаса ситуацијата. Потоа имаме потрага по храброст, Тигар на улица. И Тигар на улица е едно девојче повторно е малтретирано од група на деца, но таа сликовница, ја немам денес тука, е целосно интерактивна, дури страниците се превртуваат на стисни за помош, се појавува тигар, се појавува храброст да се буди. И со детенцето разговараме како тоа да се знаеде, како да се спротистави, да се заземе за себе на некој начин. Од романи го имаме приказна за Зонливото море, за основно образование, и романот Пуштиме, каде што веќе имаме и сајбер насилство и како да се заштитиме кога од едно токсично другарство настанува еден онлайн проблем што тешко се бришат, нели, тие работи што излегуваат на социјалните мрежи, кога некој ќе ги постира таму. Значи не треба да се плашиме, толку векови преживеале книгите, ќе го да. преживеат и овој век. Супер. Дека ќе имаме нови читачи и дека бројот на вистина се зголемува, а зголем е интересот за позајмување книги во библиотека. И библиотеките веќе го слушнаа тој апел што го пуштивме изминативе години, да купуваат книги, нови книги и за помладите генерации. Бидејќи до пред година и половина
најчести посетители, барем од нашето искуство таму, беа повозрастните, да кажеме пензионерите, кои што одат по нов роман, романса, трилер. А литературата за млади и за деца беше помалку застапена. Сега тоа се промени, имаме еден многу позитивен тренд, како во Скопје, така и во другите градови на збогатени библиотеки. Одлично, супер. Се вратиме, Милена, докторка, ти совети да слушнеме. Хајде ќе дојде време за одмор, треба да се сунчаме што да се мачкаме. Дали децата кога ќе ги намачкаме, доктор, ќе треба цели бели да бидат или малце да тргнеме од кремата и каква крема треба? Тоа е секогаш прашање кога ќе дојде одмор. Да, нанесување на крема за сончење кај деца се препорачува од некоја пак 6-месечна возраст по целото тело каде што може да се користи и не секако за поголемите деца со повисок фактор. Во однос на под 6 години дозволено е многу малку да се нанесе тенок слој на оние делови што се видливи. Главчето, рачињата и нозињата. Кај нив не се препорачува целосно мачкање како што кажувате цели слоеви со крема за сончење. Не од страв мајките, нели, да не случајно нешто, па цели намачкани, една крема за една употреба. Затоа се смеам, мајка ми вака ме брцаше. Подобро така, полесно. Да. Значи не така. И тоа да се прави половина час пред експозиција на сончева светлина и да се повторува истата постапка 2 до 3 часа подоцна. И секако тоа експозиција на сончева светлина да биде во период од 10 до 17 часот пред се да се внимава, секогаш да биде заштитено со бело капче, светла облека. Дали се добри оние одела што се купуваат сега, рацете да се покриени, да? Да, ги имам видено. Ноџињата, например, да бидат голи, ама нели целосни со убав материјал, квалитетен материјал. Сега во последни години такви купуваат. Дали е во ред? Па немате потреба. Најдобро е само да се запазат мерките за превенција и помалите бивиња да не се препокриваат со тетрапелени количките за да имаме добро строење на воздухот. И сепак да се запази времето што треба да бидат изложени на сонце. Да не биде во најтоплото што се вели, ако сега веќе нема и толку граници, од 9 сабајле до 8 вечере. Така е, да, меѓутоа секогаш да се внимава, да се под сенка, да се добро рехидрирани. Така, супер. Добри совети имаме. И за децата, и за возрастните. Или најубаво да седиме во апартман, вечерта ќе излеземе и готово се шегувам секако. Да. Изабела, кои теми се најинтересни за децата? Кои им се најинтересни приказни? Би споменавме црвенка под наше време, прасињата. Да, ја имаме ние црвенкава, нашата е црвенкава од TikTok. Да, така ни се вика представата и е намената за од 5 до 9 оделение, една група на деца со која многу ретко луѓе работат, посебно нема представи за нив. Бидејќи прво е многу тешко да ги натераш да дојдат на представа, бидејќи тоа е таа возраст каде што не знаеме, малку сакаме диско, малку игротека, малку нешто ни е кринч, нешто ни е... И ние направивме црвенка по TikTok, интерактивна представа, работена по пример на театар, каде што нашата црвенка па е TikTok звезда. Добро, за 21 век тоа е. Да, а волкот е предатор со лажен профил. И браво. Ја представуваме таа тема на сайбербулинг. Со Бремиле. Како? Да. Буквално ја направивме ја преточивме во денешно време. Они се среќаваат и во еден момент представата завршува и има оставен простор децата сами да ги најдат решенијата. И многу интересно дека користиме и стоп сцена, па тие одлучуваат како сцената ќе продолжи. Браво. Кога ја фаќаат, мајката ја фаќа црвенка подека се допишува со некој и им правиме стоп. И гласаат дали мајката да го одземе телефонот и да види со кој се допишува црвенката или да ја остави. И што велат најмногу? Сите гласаат да ја остави. Стварно. Значи, не сите, ама Поголемиот број. Но 90% од децата гласаат мајката да не го одзема телефонот и се тука како остави ја не го одзема телефонот. И ние ја продолжуваме сцената така што мајка ти го остава телефонот и таа влегува во шумата, се наоѓа со предаторот и веќе почнува опасното, тие сваќаат. И многу интересен крајот кај што тие сами признаваат дека доколку гласале мајката да види со кој се допишува црвенкава, дека можеби ќе спречале насилство и се што би следало. Сцените не се експлицитни, не покажуваме ништо експлицитно, насилно, да ги вознемириме и да им оставиме траума. Се е оставено на
на концепт состанок маса, тоа е еден концепт каде што преку дискусија ги продолжуваме сцените, но дојдовме до заклучок дека е многу едукативно за нив и дека многу ја сакаат децата представата. Ќе продолжиме по рекламите за Црвенката, за Волкот, за представите совети од докторката и од Марија. Ќе ги поканиме гледачите да останат секако со Канал 5 телевизија. Малку ќе одмориме и повторно се враќаме во студиото.